Од вчера утрото од 5 часот ние сме без струја, а поради затрупаните патишта со снег, веќе 30 на часа целосно сме одсечени од светот. Ова е невиден срам за државава. 21 век сме, а 30 на сантиметри снег во декември го парализираа цело поречие. Ова е маката на речиси 1000 жители од 30-ната села во општина Македонски Брод, кои се останати заглавени во своите домови. Екипи за струја што треба да ја поправат не се ни дојдени, не се ни јавени. Моментално се уште не е дојден ни тракторот за чистење што треба да дојде. И така да населението во село Бреси и пошироко доста, еве и во другиве села се јавуваме, заглавени се и полниме телефоните на коли, кои како имаме некоја кола, уште акумулаторите ги така да можеме да го наполниме телефонот за да можеме да се слушнеме. Иначе безредие воопшто владее тоа катастрофа е. Овие луѓе, освен што се без струја и се загрижени за храната во фрижидерите, за која стравуваат дека ќе им се расипе, а која, како што велат самите, на сета сиромаштија ја чувале како очите, се плашат и како утре децата ќе појдат на училиште, а тие на работа. Утре сабајле треба да појдат дечиња 6 километри се оддалечени за на школа. Ако родителиве ги носат за рака додолу до тамо 3 километри има да ќе прочистен патот за поглавниот, и сега секој родител да го земе детево за рака да го носи на ушка да оди на школа, тоа не е решение. Значи ние бараме да се очисти патот, да може да се симне со полесна кола, да може децата да ги однеса. Ние сме на работа утре, тамо фабриката ни е далече негде околу 20 километри. Новиот градоначалник на Македонски Брод, Жарко Ристевски, во телефонски разговор за Алфа, ни потврди дека состојбата на вистина е алармантна. Во однос на патната инфраструктура, вели дека станува збор за долгогодишен стар проблем, но уверува и дека веќе има план и програма за негово долгорочно решавање. За во конкретниот случај, посочува дека веќе биле испратени теренски возила за расчистување на патот, а додека за во наредниот зимски период во Самоков постојано ќе биде оставена зимска механизација, како и соодветни возила, со цел итно интервенирање при снежни наноси, за да нема одсекување на населените места од поречието. Одсечените поречани стравуваат дека проблемот со струјата за брзо нема да им биде решен, бидејќи сите надлежни служби, каде што цело време се јавуваат, само меѓусебно си ја префрлале топката на одговорност.